Многу земјоделски култури кои во минатото биле застапувани се повеќе испаруваат од површините во Штипско. Денес веќе не може да се види нива со афион, сланоток, сусам, а за памук и сончоглед и да не зборуваме. За разлика од порано, кога површините во Шиполието зафаќаа повеќе илјади хектари со сончоглед и други култури, годинава како што гледаме овде во близина на Балван има само една нива со сончоглед од околу 5 хектари. Зошто е ваква состојбата? Некогашни и сегашни производители со различни коментари зошто веќе не се работи тоа од што некогаш се екзистирало. Тоа работа си требе, травјосало да се скопа. Ја ем на државното трчам, ем тука трчееме. Тогајка ние беме помлада генерација и немаше дека да идеме на работа, тука се запослуваме и садеше. А сега обрнаа по фабриките, таму и млади и стари, сите, и затоа не го садат. Не знам, дали имат купува цена, нема, шо нема, али време кога беше задрugата, кажувате, саде и афион, и говорече го, што се гледат памук, морски осадки, чемени, се што треба. Порано само во Балванско, освен сончоглед и памук, преку земјоделската задруга во ова село, на повеќе хектари се застапуваа и лековити билки. Сепак, доколку сакаме да бидеме атрактивни со делот земјоделскиот асортиман, секако дека нешто треба да се промени во делот на структурата на посевите, која во последниве 2 децении преферира житарици и само житарици, велат земјоделските стручњаци. Ова, во форма на поиздржано планско производство, неодамна при посетата на Карбинци го нагласи министерот за земјоделство Михаил Цветков. Со менувањето на структурата на посевите, во поголема мерка ќе се подобри искористеноста на постојниот потенцијал на хидросистемот Брегалница, кој засега во Штипскиот дел се користи само со 20% од расположивиот капацитет.